Ги нема вообичаените подготовки за почетокот на новата учебна година. Книжарниците во Гостивар, кои вообичаено овој период имале најмногу работа, пред овој септември зјаат празни. Ранците, тетратките, училишниот прибор ќе останат непродадени. Факт е дека онлайн наставата бара поинакви услови, но и родителите се во неизвестност. Не знаат ни кога точно ќе почне новата учебна година, ниту што ќе им биде потребно на децата. Годината, да ви речем, катастрофа. Лани беше многу подобро, а ова година ни една тетрадка не се продава до сега. Интересување е нула, пошто и децата не знаат дали ќе почнат у школа. Не знам што да ви речем. Значи, Моментално е катастрофа. за луѓето од вашиот бизнес пандемијата ќе биде многу тешка економија. Тешка економија. Ние не сме работеле 3-4 месеца. Знаете ситуација како беше. Сега не знам, ако продолжи вака, клjuč на врата и пријатно. Оваа година е многу слабо, ама поради целава ситуација, затоа што нема се уште решено дали ќе се почне учебната година и дали воопшто ќе се функционират онлайн или со физичко присуство, така да се надеваме на подобро и дали нешто ќе се реши за да малку почнеме со работа. Буквално многу влијае, мислам се почувствува тоа од самиот почеток на самата ситуација од март месец како што почна целата ситуација, ама се трудиме на подобро. Се бориме барем нешто малку да профункционира како што треба. Промените во образованието предизвикани од пандемијата донесоа голема криза и грижи за книжарскиот бизнис. Ке биде уште полошо ако надлежните не ги дефинираат состојбите и потребите за учениците, нагласуваат книжарите. Фирмите многу слабо работа, што значи сме на невидено, некако не знаеме, вложено е, а не знаеме дали тоа се ќе се продаде, дали ќе бидеме ликвидни едноставно. Е така, тешко е многу. Мислам дека ако веќе треба да се одговори тоа, треба владата да даде образложение дека секако децата, учениците што ќе одат школа, дали онлайн, дали ќе биде со присуство физичко, да ни дадат некоја надеж дека робата, потрошениот материјал што е школски, на некој начин да се употребува, да се троши. Владата и Министерството за образование донесоа одлука новата учебна година да стартува преку интернет. Исклучок се децата од прво до трето оделение, кои може да одат во училиште, ако нечниот избор е на родителите. Училиштата со помал број на ученици во паралелките исто така може да поднесат барање за настава со физичко присуство.